Искрен да бидам, уште вчера имав информации дека од одредени центри се спрема момент во кој што ќе се шири паника во градот Скопје, дека наводно е присутна одредена бактерија во водата. Знаете, тоа пред некој ден започна со одредени приказни на терен дека постоела опасност поради депонија која што е на 30 километри од изворот Рачче, да се контаминира водата и да се загрози изворот. Еве денеска се чисти депонијата од страна на водовод и канализација и останатите служби, но никој не спомна дека таа депонија таму се наоѓа 30 години наназад и од кога вчера при мое обраќање преку социјалните мрежи го разбив тој меур од сапуница кој што сакаа да го создадат поединци, а доаѓа од одредени центри на опозицијата. Следно што требаше да се направи е да се шири паника во јавноста и затоа од утринава шират, особено по групи во предшколска возраст, во градинките каде што се наоѓаат родители на деца, во групи во основните училишта, како и во останати Facebook групи се шират информации дека некоја господја, и тоа прилично е истата порака, за иста порака станува збор, некоја господја дознала од пријателката дека имало вакви такви анализи направено и дека е присутна бактерија, па некаде спомнуваат Ешерихија коли, па некаде други бактерии споменуваат и така натаму и така натаму. Не постои ништо такво. И ние имаме, и јас одговорно тврдам, во присуство на лица кои што со години, а тоа е раководителката на лабораторија овде, ние имаме една од 5 најдобри води и извори во Европа. И одговорно тврдам и стојам позади тоа. Јас не сум монструм кој што ќе дозволи макар еден живот на моите сограѓани да биде загрозен. И било што и да се случува, ние нема секогаш да се соочуваме со добри вести и добри информации. Знаете дека кај мене барем има транспарентност и дека секогаш навремено ја информирам јавноста. Дали преку социјални мрежи, дали преку медиуми и така натаму и така натаму. Каде е проблемот кај опозицијата? Прв пат по 10 години ние оваа година во ова екстремно топло лето немаме проблем со водоснабдувањето и притисокот. Знаете дека минатото лето половина Скопје немаше вода. Тоа се должи ради тоа што одговорни луѓе ја водат институцијата. Навреме ги саниравме сите оние проблеми и пропусти од минатото и годинава немаме проблем. И затоа се оди на варијанта да се шират лаги и дезинформации се со цел да се створи паника во јавноста. Но, освен ова што е организиран напад од опозицијата генерално, знаете на кого мислам, не мислам само на Социјалдемократскиот сојуз, тука мислам и на онаа партија сателит која што им помага често пати на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е организиран напад за ширење на хистерија, според мене рамно на терористички напад, и од утринава сакам да ви информирам како медиуми, но и јавноста, дека се сублимираат сите профили, и лажните, но и оние приватни, а се припадници на опозицијските партии, и уредно во текот на денот од страна на директорот за водовод и канализација ќе бидат доставени до Министерството за внатрешни работи, каде што барам да се постапи соодветно против истите.